Имамот на џамијата Бела кула во Кичево, Нуран Сулејмановски, зборуваше за телевизија ускаана за важноста и духовните вредности што ги носи светиот месец Рамазан. Тој нагласи дека Рамазан е посебен период на рефлексија и посветеност, време во кое муслиманите се откажуваат од лошите навики и се обидуваат да се приближат повеќе едни на други. Аллах Джелешануху нас во месец Рамазан и Шериф и дават еден ибадет кој го цитира фете на почеток куранскиот ајет. Тој е ибадет кој е познат кај нас, кај муслиманите, кој се активираме сите муслимани ширум светот да ние бидиме оручли или постачи, кој Аллах Джелешану велит дека овие верници вас ви пропишав пост како што им беше пропишан и на народот кој што живееше пред вас, леалекум тетекун, да вие бидете богобојазливи. Кој постот како пост е една причина и да бидиме ние богобојазливи луѓе, кој постот како пост е причина и да човекот како човек се пронајдит на некој начин сами од себе си и да ги избришит тие оние лоши навики кои ги имат. Тука имате една интересна работа што пегамбер салаллаху алейхи ва селем вели дека постачот како постач довата која упатува до својот Господар Аллах Джелешануху не му ја одбиват, него му ја примат. Ние во месец Рамазан и Шериф покрај што ние се молиме за Аллах Джелешану да ни ги примит нашите ибадети, нашите дела, сепак ние треба, ако е довата и себе која се примат од постачот, тогаш треба да довиме на нашиот Господар Аллах Джелешану, да Аллах Джелешану сите оние наши лоши навики кои ги имаме некои престапи во нашиот живот, да го молиме нашиот Господар да Аллах Джелешану тие лоши навики, тие лоши карактеристики што ги имаме во себе си, да Аллах Джелешану ни ги отклонит, а со тоа и постанеме едни подобри верници кон Аллах Джелешану. Според него, овој месец не се однесува само на постот, туку и на зајакнување на семејните и социјалните врски, како и на култивирање на вредности на разбирање, простување и взаемно почитување. Што не само да муслиманот како муслиман сватил дека е само во месец Рамазан и Шериф постот, сепак муслиманот како муслиман разбрал и сватил дека и во месец Рамазан и Шериф не само и дека имат намаз, кој е 5-дневен намаз, попратен со таравијата, него и муслиманите се расположени да и во овој месец Рамазан и Шериф да тие споделат некој си ифтар, да споделат некоја си садака, а воедно муслиманот се грижи да во месец Рамазан и Шериф и го расчистити неговиот зекат. Значи колку се доближуваат луѓето во месец Рамазан еден со друг? Имамот Сулејмановски додаде дека Рамазан е и месец на хуманизам и солидарност. Што значи дека човекот во месец Рамазан и Шериф, колку и да сакат да бегат од одговорноста кој што ја имат према својот Господар, сепак постот е една причина која на човекот го повраќат назад, му прави на некој начин рестарт на неговиот живот и сваќаат човекот дека секогаш имат потреба од својот Господар. Не случајно е таму и хадисот на пегамбер алейхи салату ва селам, кој пегамбер салаллаху алейхи ва селем вели дека секој едно човечко дело кој човекот, синот Адемов кој го чини, е за човекот осауму ли ва недзиби, освен постот, и постот е мој, викат Аллах Джелешану, јас за него наградувам. Кој преку постот, не случајно Аллах Джелешану се стават на една местоположба, кој века дека постот е мој, јас се ставам на таква положба, значи и јас наградувам за него, што значи тајната врска измеѓу човекот и Аллах Джелешану е врската, спојката, постот во месец Рамазан и Шериф.